Лозинки и автентикација. Во сајбер светот основното ниво на заштита е лозинката. Лозинка или пасворд во реалниот свет би бил еквивалент на катанец со комбинација, само што во идеален случај лозинката би требало да содржи букви, бројки и специјални знаци, а не само бројки. Тие се користат за ограничување на пристапот до одредени системи, апликации или физички уреди само на оние кои ја знаат лозинката. Лозинката најчесто е дефинирана од самиот корисник при креирање на профилот, но може да се случи таа да биде дефинирана или од администраторот или пак да е машински генерирана. Лозинките дадени од администраторот служат само за почетен пристап и тие треба да се сменат што е можно побрзо. Сега, ако имаш лозинка која сите ја знаат или може да ја погодат со малку среќа или пак познавајќите тебе, исто е како да немаш лозинка. И сега само гледаш некои коментарите пишува: Стефан, па ние веќе знаеме дека лозинката е 1, 2, 3, 4, 5, 6 е лошо лозинка. Нема потреба ова да го кажуваш. Да, и ја мислев така, се додека не ја видов листата на најкористени лозинки. Ако во листата што е на екранот си ја видовте вашата лозинка или пак нешто што е екстремно близко до неа, знајте дека ургентно мора да си смените лозинката. Ама како да направите подобра и посигурна лозинка? Па за почеток, лозинката нека биде барем 9 карактери долга и нека има барем по една буква, бројка и специјален знак. Потоа смислената лозинка можете да ја проверите на security.org, за кој ќе ви оставам линк доле во описот на видеото. Ова е страница која ви кажува колку време би му било потребно на еден компјутер да ја пробие вашата лозинка. Но имајте предвид дека ова е стрикно компјутерски алгоритам, не ги користи логичките врски што можеби хакерите би ги користеле. Пример, лозинка која е составена од вашето име и годината кога сте родени, можеби на компјутер ќе му треба повеќе време за да ја погоди или пробие, но не и на хакер. Па тоа не е пример за добра лозинка. А ако веќе користите лозинка со нечие име во лозинката, барем потрудете се одредени букви да ги префрлите во други знаци или бројки. Например, А нека биде мајмунче или ет, И нека биде 1, Н нека биде 4, С 6, Б 8. И за крај, лозинката треба да можете да ја запомните. Ова е најважното. Нели, џабе имаш силна лозинка да заштитиш нешто, ако после одредено време ти не можеш да му пристапиш на тоа нешто. И ова е за корисниците кои навистина имаат потреба од преземање на екстремни мерки, ама доколку навистина имаш потреба од преземање на такви мерки, најверојатно нема да гледаш вакви видеа, ама сепак ја да си кажам. За екстремно чувствителни работи. Покрај силната лозинка може да се направи одредена страница или апликација да може да се отвори само од одреден уред или одредена IP адреса. Во денешно време просечниот човек користи или барем треба да користи 5 до 10 лозинки на дневно ниво. И секоја од нив треба да е различна и да се менува редовно, што може да е многу истапувачки. Па како да ги запомниме? Запишувањето на лист и не е баш паметно. Подобра алтернатива би биле алатките за менаџирање со лозинки. Ваквите алатки не само што може да ги зачувуваат лозинките што вие сте ги креирале, туку може да ви генерираат и доста силни и комплексни лозинки. А вака ќе треба да помните само една лозинка, ама таа лозинка ќе треба да биде екстремно комплексна и сигурна, бидејќи нели, ако некој ви ја пробија таа лозинка, ги има сите други ваши лозинки. И секако да користите барем двофакторска автентикација. Кога веќе спомнувам автентикација. Автентикација е проверка на идентитет на корисникот. Во глобалот тоа се вашето корисничко име и вашата лозинка. Тоа е една од основните контроли за сигурност при користење интернет и компјутерски системи. Автентикацијата е битна поради две работи. Првично да провериме кој е корисникот и кој има пристап до податоците, а потоа за да потврдиме дека корисникот навистина е лицето кое се представува дека е. Доколку дојде до пробивање на процесот на автентикација или некој го знае вашето корисничко име и лозинка, представувајќи се како вас може да објавува работи во ваше име, да ги измами вашите пријатели, да реализира неовластени трансакции, а дури и да испраќа вируси во ваше име. Постојат повеќе начини на автентикација кои луѓето ги делат во 3 групи кои мене баш и не ми се допаѓаат, ама тоа е. Групите се нешто што знаеш, ова треба да ги представува вашите лозинки и одговорите на сигурносните прашања, како што е името на вашето меленче. Инаку да, и ова да го кажам, ако веќе користите сигурносни прашања, одговорот секогаш нека ви биде неточен. Туку измислите некој сценарио кој ќе го паметите и нема да го кажувате на никој. Например, јас сум Стефан, моминското име на мајка ми е Трендафиловска, омилено јадење ми се печорки, омилен предмет во училиште ми беше биологија и моето прво милениче е куче што се вика Раде. Ништо од ова не е точно, нели? Или сепак може би е. Нешто што имаш. Ова се кодовите или токените кои му се дадени или му се пратени на корисникот.
и нешто што си. Отпечаток од вашиот прст, скен од ваше лице или скен од мрежница на око. За профили кои немаат голема осетливост или доверливост, доволно би било и да се користат само лозинка и коризничко име. Иако не би било на одмет да имате и дополнителна автентикација. Додека пак за поважни работи, пожелно е да имате повеќе степен на автентикација. За Facebook доволно ќе биде само најавување со лозинка, ама пак за правење на банкарски трансфери пожелно е и драстично подобро доколку има некој код кој ќе ви стигне преку SMS, например. За ова толку.